темница, мртва зима, ладно, магла, гадно. Нема врска, торбица, чака, жив човек нема. За 4 минути стигам аеродром Киселова. Ниту една кола нема. Ниту една кола. Семафорите пуштени ли се во тоа време? Пуштени си, ако глуп црвено чекам, нема ништо. 5:00 влагам јас во сала. Темница, мртва е надвор. Па мораше зима да го почнеш, ми вика Луи. Даде. Даде, ако више правиш. Најгадното. Даде. Ако се наиграм ја зима, у лето 4:16 ден. Тие 10 минути кои што сме си ги посветил секој ден за молитва, покрај се што се случи овој ден и покрај се што ќе се случи утре, покрај се што се случува секаде, ја го завршувам со чувство на фала ти што постојам. Фала ти за животот што го имам. И тоа беше резултатот од моето редовно молење сега, неколку чекори назад, како ми одеше процесот. БК15 кај братот Апарел, си имате 15% со нашиот код. минути. 2, 1, New Year's Resolution. 111 или 112, 111. Тоа ти работи. Која рече дека е 110-та? Многу, значи 110, 112 епизода. Лани имавме една неделна само така? Да. 52. Ова се 12 плюс. Лани, лани се 48. Дошло 4 пауза. Сега имаме 52. Тоа е Што ти е 100 и 12 книги. Така. И ова е 112. Тоа документарци, она не се рачуна ништо. Да. Си има посебно на канал плейлиста што е подкаст епизодс. Има ДМ, има документарец, има клипс, има свашта. Тие се посебни плейлисти. Ама ако отвориш плейлистата наречена Байкерот и Кросовиот подкаст, Така. дека на каналот имаме, човеч, на каналот има 400 више видеа. 600 видеа, има 300 и нешто шортс се веќе. Да. 100 епизоди, да бе, на кај 500 видеа имаме. Ама ово е чиста плейлиста. 112 комада. И со рачуното. не знам, примети дека на последниве неколку им ставам хаштагче и бројче. Тоа е чисто ради мене да не ги заборавам. Паметно. Различен naming convention имам на Google Drive, на едитот у компјутер и не знам, ваму сум ги нарекувал БК, Year 248, не знам, онаму ми се со хаотично е малце. Сваѓаш, па сега со Move дека ги ставаме, на Move се од втората година епизодите. Да. И таму морав други бројки да им дадам. И ми си спомешаа бројките. И сега YouTube ми е реперот. 112 епизода ја затвараме втората година. Лили. 2 години бе. Ко би рекол? Ко малце, ама и ко премногу бе. 2 живота. 700 дена. Така го ќе го кажеш 700 дена. За да добием. Премногу. А 2 години ништа не човече. Добро е, браво. Не, лани полани. Седнавме тука на шанкот. Да. Шанк столчиња, леле, стварно. Си ја пуштил таа епизода некад? Да погледаш. Да, одвратна. Пака скоро. Пред 2 месеца. Не до толку одвратна. Пред идеме у Белград со Жаре, а Чудна е. со него разгледував некоја таа со Милето кога е облечен. Тука, кога сме вака, Милето. ја вратив таа ми текна на тој смешниот дел со дедо му кога кажу пријателе, кога се дере и не знам, пуштив да видам. И таа е коректна, ама една пред неизе, сум катастрофа. Ти си уходан таму, јас не сум добар. Ти за Јас себе evaluation кој правда. Ти си више имаш година дена пози тебе таму, па колку Да, више 2 година и пол, добро, да. Као 2 сезони ги викав ја. Да, ама пак. Да. Таму 5-60 колку испадна. На Томас? Да. А вкупно се така нешто 70. Сега ти рачунај 50 си било плюс, така да ти си добар, ја за себе знам. Да.
И треба и тие да ги преброам, бе. Ја може на кај 200 да ближам. Кај да си? Да. Ама тие некако, ко да не си ги рачунам, знаеш, некако ми се... Тренинг? Така. Тие ми се ко тренинг. Ова ми е станато the real deal. Зашо да не ги рачунаш? Тоа ми било како припремање за ова. Така го сеќам, тоа органски така испадна. И многу ми е одамна, бе. Многу ми е одамна. Сега чудно ти е сам со некој да седнеш еден. Па да. Добро го правев оној панелот на шапка. Мене така, знаеш дека не би ми било интересно. Да, знам дека ти не би. Да. Не ќам ништо сам да правам така. Да. Гледаш и глупости, трчање, мрчење, жртви си наоѓаш. Да. Такмичење никад не одам сам, стално нека будала со мене. Нема, досадно е, нема шо сам. Некако Да. нема друга перспектива, нема друг. Стално е убаво да имаш уште едни очи. Како не, бе? Што сам ќе прашаш што сакаш и добро. Ама стално има нека друга и интересно не ми текнало мене например. И обратно. На тој аспект. Да. Епа, рикеп. Ајде, како си помина ти со твоите... Прво за New Year's. Кажи ги ланските твои, ајде New Year's, знаеш. Значи мал подсетник. Кои ти беа? Ланската како ги спроведува? Ланската последна епизода на годината беше за New Year's Resolutions. Таму објасни до се како се прават, да не го повторуваме тој до. Зирнете си епизодата. Моите беа 24 часовен физички ивент да направам. Таму сум фейл. Молитви. Да воведам молитва на некаков начин у животот. Таму не сум фейл. И подкастерски ни беше Book Club-от. Book Club-от, јас си го рачунам huge success. Многу сум си горд. Ептен. Немав нормално дека 12 книги секако ќе ги прочитавме, што ми беше ново, беше во намерноста, во припремањето. Обврска. Нема ескивирање. Нема ескивирање. Ама не, па тој дел не го осеќав. Не, нема. Ја не осеќав обврска. Не обврска и ескивирање дека нема да прочиташ. Да се спремиш. Тоа ја предадеш на некој начин. Да. Тоа не е туку така. Да. И тоа е, например, навика што мене природно не ми доаѓа. Да запишувам и да си правам писмени забелешки. Ја неам Исто не. живото таква навика. Премногу читам, премногу гледам, премногу учам и освен тренинг програма и тренинг diary не пишувам ја многу. И да работа не се рачуна. Така. Ама ова ме присили да стекнам навика на бар забелешки, затоа што мора да ја збориш. Друго ја да си ја прочитам, ќе ми помине Со подсетникот низ телото, ќе си ја преживеам, може ќе споделам со жена ми нешто шо убава книга и on to the next one. Овде, да. On to the next one. И сега мене тоа ми се дешаваше. Ки си ја отклучиш кога ти притреба некад во иднина. Ја и годинава, например, за една е месечно, ама ја од прилика имам една неделно просек, да речеме, у животот. Ја ако не ги направив тие забелешки, ја ќе се губев. Ќе губеше книги, као прочитано, џабе прочитано. Да. Као да не си. Ја ќе ти доев на епизода неспремен. Така бе. Ќе требаше тотално на меморија да се повикувам, а умеѓу време може уште 2 сум прочитал после тоа. Нема шанси сега. Тебе не можам. Чорба. Не сум ти фер тебе така, за ти ќе доеш свеж со книгата. Да. Јас сум ја прочитал таа у втората недела у месецот. После неа уште 2 сум прочитал, ни еден хайлайт не сум дошол сега. Толку си. Да ми текнува, што ти текнува, човече, така 2 страни нема да запамтиш. Не. Вака, Глупавиот ја памти, читам, паметниот запишува. како читам, хайлайт, седнувам на компјутер, мислите, пак, тоа ми беше ново у животот. И... А ја ќе изслушав, се враќав чаптер по чаптер и као битни делови. Аха, да, да бе, Audible има и чаптери. Да, можеш да се рипаш. Чаптер 1,
Да. Добро, што е битно тука концептот на пример на Гровер. Концептот за тоа и тоа у тој чаптер збори. И ја notes. Ми се познати концептите, ама мора подсетник. Као подточка, како. Да, убаво кажеме намерност. Намерност. Сега тоа затоа што и книгите што ги одбиравме бараат да ги спроцесираш малце. Сега не дека ја сите книги што ги читам се такви, например на пола книги, нетите на пола книгите се филм. Така е бе. Читам некоја биографија, научна фантастика, некоја фикшн, нешто, тоа си го читаш како полуентертейнмент. Сегаш. Да. Тоа важно ми е да сум си тука додека да ја читам. Завршам книгата и шо убаво филмче се изгледав, такво ми е чувството. Може ќе се мотивираш, ќе ти да, нешто ќе ти остане нешто, не ќе го запамтиш за тие, не ти треба сега забелешки да примаш, ама сега читаш. Со мажите Under Saturn's Shadow. Кај бе тоа? Тоа е предмет, цел треба да биде на година да се учи у школа, ева. Или прекчера беше, кога ќе му да Dear Christianity. 2 дена. 3 пати ја читам за да... И тоа, мисламе кога кажав на епизода, 300 и нешто страни, ја имав 180 хайлайтс. 20 кажа сам. А сите хайлайтс си стојат у Kindle-от, било кој момент може вака рандом, quote. Такви се како motivational, не се ни motivational, че inspirational се. Нема веза, на тој план, тој resolution, highly successful. Сега зашто сум фейл на едниот. Значи, лани кажав дека ми се за прв пат у живот така внатрешна мотивација и желба ми дое за 24 часовен предизвик. У животот сум правил, пример, повеќе дневни авантури, не знам, 18 сата на точак. Ама тоа била тура, јас сум тргнат од Скопје за, не знам, околу Македонија, вози, та фаќа, темно спиеш, продужуваш. Не ми е тоа исто како 24 сата нон-стоп. Активен да си. Да, као таков е ивентот, 24 сата. Застануваш за рефюл и нешто и продужи да. Да, сега, не давам оправдувања, нормално, да сум се посветил маца поише, ке сум се изорганизирал подобро за да направам еден од овие. Сам да кажам зашо ке листам сега ке звучи ко правдања дека се пријавив на Шричин мој 24 сата рейс. Ема таму ни излезе и искочи Белград. Бев на рап да се пријавам на Ultra Run Backyard, тој што беше у Гевгелија 1, Last Man Standing. Тоа е различен тип на маратон. Не е 24 сата кој ќе остане персеј, него е може и поише до која ќе тераш. Или 24 ограничувања. И оваа нашава што е, Катерина? Спартатлон. Спартатлонката наша, она го победи и нешто така 26 ли, нешто така. Колку имаше километри? Она колку е многу тоа бе, 26 не се. Она и на Шричин мој победи. Да, таму ми е се километрите. Она околу 150 се прави, мислам, на 24 170 нешто така. И нема везе, на едниот бев пријавен, искочи. На ова Гевгелија исто ке одев, ми искочи работна обврска. И 2-3 такви други низ годината. Така да толку се тие. Нема секоја недела таков. Не е оправдување, поише е објаснување. И за да бидам искрос искрен, не сум ни нешто heartbroken дека не го направив. Така да е глупост. Утешително ми е малце што сепак на 3 наврати во годината имав врзани 3 дена, продолжени викенди, петок, сабота, недела, со 7, 8, 10 сата. Активност. Тоа пак изнад. Да. 24. Значи, хайк, не, трейлран, хайк, байк. Трейлран, хайк, байк. И третиот пат од тие беше трейлран, хайк, 14 сата байк.
Па добро бе, шо? Значи збориме за, например, Јако оправдањево, демек. не, дена, види, 25 сата, најискрено резолушенот не ми е У исполнет. 3 дена, 1 ден у тренинг. Како што го замислив резолушенот Те лани, разбирам, си сакаш што не е 50 и исполнет. 24 Си сата. сакав ја да си отидам, например, на Шричин мој, 24 сата, вртење у парк Како будала, и да го видам тоа темно. Така, Тоа темно ја не го видов. точно. Ова се сега моите тешења. Добро. Што Тоа наредна година валја пак ќе го организираат. да, тоа веќе има регистрации више. Добро, видите. Пријави се Се сега. мислам, да, ќе видам. Аби ја и за ова бев пријавен. Уплатницата ми стои. И Знам, бе, поздрав и- до организаторите. Значи 40 или 70 евра, не. 3-40, не знам, колку и да е партиципација, мене ми е платена. И ја пишување у последен момент на организаторот ми искочи вака и вака, бев пријавен на стартна листа сум, луѓе ми пишуваа. Абе на Чричин мој си пријавен? Се Викам, сеќавам бе. Да бе, викам да, и ни искочи Ама Белград. Лазар и Лука да снимаме. Лазар и Лука искочија. Ама луѓе ми пишуваа, Жикица беше Ultra Run Community што се ме видоа на стартна листа. Што ти е како така требало да биде, и гледаш? И, да. Пичко мати. Ама поздрав до Шричин моја организација, затоа што им пиша вака и вака, нема гајле ти стои, Наредна? ако сакаш наредна или која и да е, Шричин мој прават многу трки, Так. ти стои како кредит. Супер, сега ја имам пријава. Супер. Топ. Така што поздрав до Само нив, да си супер. ја Ја активираш, треба и возиш. наредна година, дај Боже, нема Топ. да има никакви пречки, мене тоа уште ми стои. Тој мрак ја мора да го видам. Арно, ама една лекција што научив е дека ако нема бар малце компетитив елемент, таквите челенџи ја немам. Многу брзо Не сум тој. Не сум тој човек. Не сум тој човек. Цела година живеам у некој си performance without purpose mode. Тренирам Како на не на непријавена трка, на немам ништо пријавено, немам структурирана програма, тренирам од што ако не тренирам ќе И се као, што самоубијам. сакаш? Фали. Така? Фали. Дел од душата ми е неисполнет, да признам. Ние тоа. Сега, што е, зашо па можам да кажам дека била потребна и ваква година, е што кога сега вака, гледајќи кон наредната година, со нов елан да пријавам трки, за разлика од порано кога сум гледал така, има една таа димензија на competition, на докажување, не знам на кој докажувам, ама Исто. како на некој да докажувам А на никој. дека ми е заслужено ли, дека можам, или бољи сум, или ваков сум, или ваков сум, е многу децидно и концизно се имам отарасено од таа димензија. Значи, оваа година на тренирање без competition, без цел, А тоа ти помогна да го сватиш? сега кога гледам кон наредните пријавувања, значи сакам да си се пријавам и на фондо пак, некоја велосипедска трка, еве вакви некои. И многу точно имам многу меморија у животот кај што можам да си споредам на таквите моменти кога пријавувам. Сега на пример размислувам, пријавувам, тотално го немам тоа. Тотално го немам тоа да се докажам, да не едноставно ми фали за мене За душата. главата вака тачка на календарот ми фали. Толку ништо, нити на некој да се квалификувам, најболи 40 Си стои таму. у таа age група да сум бил ваков. Јас сум најболи 41 годишен у Реонски центар, у 7-миот влез у 3-тата зграда, значи такви докажувања на не. У државата на Балканот нула. Само ми фали да стои у календар, да стои у календар нешто што не е баш секојдневие. Да. Као ивентов што бевме. Можам ја да си правам такви продужени викенди, ама можем и да не го направам. И да го направам наредниот месец. И тоа се де.
Има нешто кое е организирано од некое трето лице и ти доаѓаш. Тоа си Јас дознав ја дојдов. годинава. Јас дојдов, викаш, спремен, взимаш бројче, стартен пакет, организација, структура, распоред и no bullshit. И таму ти живееш за тоа во тој момент. И ништо друго не постои. Оти, например, ми влијае и на тренинзите. Така бе? Ја знам, свесен сум дека и моето минимално одржавање е многу повеќе од просечниот човек и ова не е фалење. Ова е едноставно таков е мојот живот. Да. Ама Таков- не си ти тој така да правиш. Таков е мојот лајфстайл, дека кога јас за себе викам дека имам тренирано најмалце у живот, тоа е пак топ 1%. Да, де, се разбирам. Ама кога имам иксче на некој датум 6-7 месеца од сега, денес кога тренирам и кога ќе дојде саат 2-3, многу лесно ми е да си кажем, добро бе, доста. Па истренирав најмногу. Тој Екстрата го нема. го нема екстрата, го нема... Не знам како опишам, ама кога има иксче, не знам зашо и самиот тренинг е така малце. Аха, плюс чекор имаме. Еден чекор Зашто плюс е денес. намерен. Намерен е. Не е скитање. Не тренираш за допамин. Да. Ама па, за разлика од друг пат, ми е највариабилна годината. Кога имам такво иксче, ја па забегувам у другата екстрема, ја премногу специфицирам. И сега ја ќе знам дека трката ми е 160 км фондо, ја нема бучица, а фатам 6 месеца. Сваѓаш? Јасно. А вака, ќе извозам, ќе ми издоседи, например, на тренажер после 40, 50, 60 минути, а без 2 сата не можам, и ќе станам од точак, бучиците тука, Така. некој склеј. избачај, некој склекче, на вратило ќе се кренам, колку да разбијам монотонност, ја Ама па интересно ти. и така у најмалце тренирање као годишен волумен имам најмалце, ама па имам најмногу такви тренинзи. Што не се Вратило, случило пред чучњеви, Bulgarian split, свашта си имам правено, Најгадно. свагаш, си купив елече од 10 кила, 2 10 бучици, 40 кила можам да се лоудам. Така. Таков тип на тренинг па имам најмногу направено, исто, без план, без програма, без ништо. Ама интересно. Ама јас сум екстрема, сега што ја ако ставам календар у јуни, Љубљана фондо, бучиците прашина ќе фаќаат. Нема, сега е 4 сата бајки, кој тебе? Добро, ама и специфична е трката се, добро. И спринтови правев годинава, и скокови. Ти спремам епизода за тоа. Ако? За важноста на брзината Да, во годините. И ќе го разлабочам тоа многу убаво што за мене представува брзина и ќе се изненадат многу луѓе колку длабоко јас Ако бе. гледам на таа тема кога станува збор за брзина при физички тренинг, тренинг брзина. Ти како? За молитвата ќе се навратам. Имав ладни тушеви, Имаше ладни? ја активирав и негде ги прекинав, не знам како, не знам зашо така органски. Септември, октомври? Па бај ги си терал бе. Да бе. 9 месеца. 9-10 месеци сигурно. А со Кристи ти текна кога ме прашувате и зашто си ги прекинал? И немаш одговор. Да. Добро, сега убаво имаме документирани сега. Ете го сега. Прекинуваш бе. Да, Ама и никој едноставно. не кажа дека сега тоа треба да ти биде 40 години од Абе, животот. нормално, ја ќе може ги вратам утре, па Така, бе. глупости. Али го истерав долго да ти кажам, право добро. Не знам. Со Да, бајлечки значи ги не. праша. Не. Кога треба да се бањам? Аха. Вежбам после бањање. Не ги правев онака пред. Ке ги реактивирам сега. Тоа ќе биде добар челендж. Не го правам New Year's Resolution, ќе почнам да го правам пред тренинг. Нели тестостерон Да, знам буст, за да тоа, се да. загрева телото, бла бла Ти бла. тренираш со бајле, да. Да, Тоа е сега многу ќе биде јако. лудница. Да. Имавме на подкастот, ја имав уште некоја или немав? Па овие трейловите ти беа. Ми беа тие овој Resolution? Мислам дека ти беа, бе. Ако биле, ги испукав и тие. знам. Ладните си. Па и да не ти биле тоаш екстра.
И да не биле ненајавени се нема- изнатрчавте трейл, човеч. Да, да. Сега здравје, Посебно Тара. да, сега здравје исто водна матка и охрид ќе ги направиме. Тие Кода сега ти ама беа, бе, човек? Мислам дека бар водно матка знаеше дека ќе ги правите. Добра, тоа не ми ние се залушени, ако е пријавено, готово, да нема како да не се истрче. Ладни тушеви и уште нешто имав, не ми текнува. Книгите ги кажавме, ама мислам дека ти беа некои трейлови. Па да бе, беше едно за мене, едно за подкастот, да. Да. Да бе, ладен туш си имав ја. Тебе толку ти беа туши книги? Туши книги. И си ги исполнив тушот до негдек. Сега, за нареднава година што сакав, таа погрешка се деси, тоест не сакав, него погрешка ми испадна да тестирам вежбање во 5 сабајл. Ти беше сведок у прво лице од Белград, тоа како се крчкаше. Не си нормален, не ме замаре. Еве го дојде. И у глава си реков, ќе пробам месецот декември да го истерам така. Аха. За да видам дали е doable, дали Значи декември ти беше као трайл ран. тоа трайл ми беше, да. И е премногу doable и многу ми е поубаво. Многу. Ја одма ти кажав, ако више правиш тоа да се сликаш у 4,5-5 не беше за мене. Ја Абе, тоа за знам. тебе ти го кажав. Ама тоа Ти да си го еднаш и сега тоа така да става- еднаш, Да, еднаш. Еднаш тоа пати. И сега доаѓа, знаеш дека ниту еден момент не ми беше тешко. Не можам да ви се изначудам. Ама ми се врати желба голема за тренинг. И сега тоа е поголемо од станувањето. Нула проблем. Нула. Као за маратон кога трчам и кога имам, како сме станувале. Вајде за неколку години ќе го зборам истото за сега. Кај сме правеле у 5 сабајле у пичку. 5-0-0 влагам јас во сала. Темница, мртва е надвор. Па мораш од зима да го почнеш, ми вика луѓе. Даде. Даде, ако више правиш. Најгадното. Даде. Ако се наиграм ја у зима, у лето 4-16 ден, ќе ме буди сонце, тогаш прелесно е. Дење и вака и така, шо? Темница мртва. 4-16 светла палам дома, бе, кафе да си направам, ова, она. Све, искачам од дома, искачам од зграда, темница мртва, зима, ладно, магла, гадно. Нема врска, торбица, чака, жив човек нема. За 4 минути стигам аеродром Киселова. Ниту една кола нема. Ниту една кола. Семафорите пуштени ли се во тоа време? Пуштени си, ако глуп црвено чекам, нема ништо. На трета македонска бригада 2 има. И некато едниот жуто трепка, Нека те жуто. а да едниот е стално црвен го фаќа. Ле, човек, освен за тура, онаква планирана, у 4 да се стане, редовно да го правам. Мене тоа зашо е. ми е нормално сето. 6 ми е окей, ама 4 ми е. Еве, За епизода... друго, човек, у 8 треба да легнам, бе. Бе, 8,5 више. А, бе, Wind down. така, ја ќе си легнам, а керка ми уште саат време ќе се вртка по дома. Е, па Буци не успие дете не легнува, он дека е 10 легнува. Леле, знам, човек, он кога го слушав у Белград, кога раскажуваше, значи... Не можам да ви се изначудам. Не знам, многу... Ама он те убеди. Да, бе. Мислам те убеди. Да не беше, он немаше шанси. Они имаат група Да. и ти уствари им се приклучи на групата у 5. Да. Будале, човече. Будале. Да, и он, и уште една девечета Ана, ќе ја пријавиме наредна година на Advanced. Они ја тераат вистински програма, што на Мейхем, на Рич Фроник. Мейхем. Да, вистински, како пишува by the book, така. Да. И... Да, што се плаќа? Да, секоја програма се плаќа. Да. И ние за Сал имаме джим, а ова е компетиторс. А, да. Да. Има клас и има... Да. Сега ние правиме по 2 сата сесија, тоа е хорор. Знаеш колку тегови, и некој ја влегов у некој strength момент, 5 недели тука кај што беа они 4-5. 2 пати неделно чучење крвничко, хорор. И ја у жижата одма си влегов. Значи ти ако си пратиш од Мейхем програма, таа е дизајнирана за 2 сата тренинг? Да. Најс. 2 до 2 и нешто. Колку ти треба тебе? Да, 2 hours, around 2 hours.
Тоа е јако бе, тоа ми се свиѓа. Да бе, 3 вежби за снага има. Прво идеш тешки снечови, па чучи бек скват, па одма фронт скват. Па вежба гнасна, па кор. 4-5 работи. Сега ова ти се претвара у некаков резолушен? Не ми се смешка. Не кеш да се осмелиш да го кажеш. Не, резолушенот ми е сега нов. Да си го заслужам елит местото у Белград наредна година. Да се квалификуваш. Тоа значи? Па да, сакам да идам со квалификации кој што треба. Не без wild карта. Не. Имаме до јуни. Ние пак може да снимаме, ќе снимаме, се ќе правиме таму, не е тоа права. Не сакам така да. Сакам таму хитот да сум како што е квалификациите било. Сум бил последен, ама да влезам. Пази што, значи ова ти е official resolution. Да бе. Belgrade Games. Belgrade Qualifying. Games. Елит. И здравје од понаредната да се премине во Мастерс, малце по... Јако. Ама Чека, ба рано ти е за Мастерс? Па на 35 плюс е бе, 33. Февруари сум 34. Ја мислев 37 бе. Не бе, 35. 35 до 40. Напунети 35 да имаш у годината. Да. Значи, а на ти CrossFit имаш... Games ти вика квалификациите ако си 34, нема врска, на Games да бидеш 35. Така да као 34 годишен можеш да ги правиш, пример, лупам, роден ден ти е во јуни, да. Games у август. Јасно. И ти со 34 до јули проаѓаш. Да. И ќе бидеш најмлад у 35 годишните, да. На Games, да си competition 35, day, да. ти си 35 пуни години. Се квалификуваш кај 34 годишен, Да, влагаш за од 35. По наредната сезона ќе влезам у 35. И ми се врати желба за такмичење. Назад ме врати структурата на животот ми се врати. Многу ми е убаво се. Го. Знаеш, онака стануваш, нула проблеми, нема проблем. Нема. А без знам бе. Алармот звони. Кој имаш компетишн? Да. Ма нема пречка бе на универзумот. Знаеш што кој стадиум сум за само месец дена ова човече. Знам. Ама не, знаеш кога ајбе некој ти се запали од оваму, не недела дена пауза намерно направив од Belgrade Games. Тата е. И за не од вежбачки аспект. Намерно да видам дали ќе ме држи. Од психички аспект. Да, и му реков на Буци, дај ми една недела, ќе ти кажам за понаредната да пробам. Добро, и таа истерав лабави тренинзи, и си недела доаѓа, јас треба да си легнам утре, да станам утре 4:15, зашо вечер треба да си легнам у 9. И алармат место ми ликам, леле, 4:15, викам 9, па добре, 7 сата се шо. И изненадувачки, сум понаспан и одморен during the day, текот на денот, со 9:30, 4:15 станато, него ли легнат во 11, станал во 7. Ова прво 7 сата. 100 пати сум пофункционален и подобар у текот на денот, него ли 11 до 7, 8 сата кога спив. И кога станувам, и не е првото па тренинг, прво па мушко. Една група тера, па ја после тоа вежба. И ова нема поубаво, не чекам тренингот да ми дојде саат 2, па да почнам да вежбам. Влагам у сала, бум, торбица, соблекувална, се пресоблакам, одма тие кросовер симетри за грање рамења, едно, друго, и влагам у тренинг. Никој нема обврска према никој да му кажам што треба да прави, се знае. Тука сме оваа програма заедно, вие ши вежбат тие таму се, не се замараме ни со други, тоа е тоа. И ја, Буци, Ана си фаќаме и се знае, и се пегла. И преубаво, преинтересно, нула проблем, нула. Дојав во стадиум да гледам Виктор че играа нова представа у Театар Комедија у четвртокот. Не, преинтересна беше представата и предобро беа, сите глуме одлични беа. Не ја уживав зашто едва чекав да заврши за да сјом да си легнеш од 8 почнуваш. 8:30 више тука. Да. Пижами се облечени. И вака гледам 9:30. Ајде, викам, привршувајте, а више шо правите? Тие се смее публика, ја. Не знам дека е смешно, интересно ми, ама паметот не ми е таму.
На вамо ми е. Дај бе, ајде утре ми се вежба, ајде кога заврши гледам 9:47. Пред 10. Топ. Ајде брзо. Аплауз даваш, се враќаат. Пак се враќаат. Аман. Ајде викам. Доста беше 3 пати. И викам немој, не се враќаат. Топ, метак, ајде бегај од вратава. Бегај брзо. У кола 10:20 у кревет. Значи, сега да кажеш, у тие 7 ти правиш подлабок и квалитетен сон него претходно 8 сата. И го приметувам статистички на Гармина дека се подобро. Има логика. Од недела во недела. Подобар, по дипот од 13 минути ми почна. Катастрофа. 13 минути дип имав у цела вечер, првите. Не, мислев одма 13-та минута од спиењето. No, 13 тотал. Минути. Рем сати нешто, дип 13, лайт милиард. Катастрофа. И сега на сати 38 ми се качи. Дип. За 4-5 недели. Тоа е така, да. Ти викам првата недела беа вирзли. Јасно. Ко пратам спиењето сега повеќе. Да. И само не ми е тешко да го те. сата набациш, маце. 7. Страф ми е да не го акумулираш. Се враќам 9:30 почнав. 9:15, 9, 8 и 4, 8 и 5. Или па не знам како си ти со дневни дремки. Дали можеш? Спијам по 45 минути. Гота. Тоа си на коњот. Дека има луѓе што не можат денски да... Како можам? Лесно. Ама ако можеш да спукаш пола сат до сат дента, тогаш окей ќе поминеш со 7. 45 минути ми е просек преку ден. Ама правите понеделник до петок, така? Сабота недела? Јас тренирам сабота. Буци не, он ги одмара двата. Ама па у 5? Не бе, нема потреба за шупето. Значи викендот у 9 сабота и тоа правам некое потење. И денот е полабав со групи, со ово со оно. Толку до 11 си одам. Па добро, 5 со 2 е друго in the long run, кога се акумулира фатиг. 5, еден тренинг е сабота. Не е сесија. Така. Еден вод. Вод, ама так. Знаеш како вод? Теговите најдалеку да се од тебе. Нема тоа да чучнеш, нема. Окей. Контракција на мускул да нема. Супер. Трчање, точак, јаже, кардио, роу, суја, суви што ги вика. Толку. Тоа таман добро да циркулира. И тоа се спречувам пейсови намалувам, намерно. Брзаш сам. Полека нека не те вози. Супер. Ке го видам сад, ајбе испод, не, престани доста само главата, знаеш како. Денес ја збркав испод 20 да фатам, например. Ја кога тренирав така за траке, ако ја правам неделата 6-1, 6 активни 1 не, ама 6 активни са, например, 20 сата акумулирале, тој еден е на граница дали имаш бенефит или не? Не. Од ти си акумулирал одреден замор, фатиг. Јасно бе, замор. Замор, зборот, страф ми е да не се свати погрешно од зборот фатиг. На англиски фатиг подразбира акумулација на замора. Вака само замор е, сега си се уморил. Си изморил, седни ги се одмор. Така што има еден параметар во тренинг што се вика акумулиран замор, кој што може да се следи ако си прилично доследен и со Garmin и со све. Да не тренирам. Сега ти гледаш како ги акумулираш понеделник до сабота и кога си ептенис трениран, например, добри 24 сата одмор, ама збориме одмор, лежиш дома и на фотелја. Недела е тоа. Не, едни гости да истереме, пазар, тркни таму, тоа не е одмор. Ни психички, ни физички. Ако успееш така да истераш неделата и недела да е легачење, окей, може да го ресетираш фатиг за да си фатиш нов блок. Тоа е 6-7, ама ако правев 5-2, тогаш е па премногу одмор. Премногу. Не можам 2 дена. И кога тренираш endurance, има нешто што се вика пресвеж. Ја доаѓам понеделник пресвеж. Пресвеж значи пулсот е плюс 10. Пресвеж значи ти си сега спремен за all out да мааш тестови траки, да пулсот да рипа. Не ти е проблем да ти е плюс 10, значи имаш она наоштрен си, сваќаш, така го викаме тие. Така. Си го изоштрил ножот. Ама ти кога спрема, тебе не ти треба тоа, ја не спремам 400 метра трака.
тебе ти треба малце. Да. И многу зебано, дали 5-2 или 6-7 Ама ти си ми таман некако. 1,5. Таман си, тоа со сабота малце што го правиш, таман си. Абе, на пута. И знаеш што ми беше важно многу, зашо тестиравме уствари, не за станувањето, ајде едно беше, там за многу кратко сватив дека тоа нема биде проблем. За неколку дена више беше како едва и чекам да дое сабајлето за да доам. И тоа не знаеше циркус. Тоше Проевски плейлист се пушта глупости живите. Гомна и преинтересно едно се враќа у старот. И заебаното беше бројките дали ќе ги има. Нели ти ме праша имаш ли 1000 pounds клаб, клаб. Тега кревањата. Така да видиме таму до кај возот. Кондиционо знам јас дека тоа за 3 месеца се пегла лесно многу брзо. Килажите. Дали стои онаа вистина мускул памти и снага стои, кондиција брзо се ствара, брзо се губи, снага споро се ствара, споро се губи. Викам ај се спорово губење дали е вистина и вистина. Добре. Потврди. Минус 10 кила сум од пијари, некој 5, некој 10, што не е воопште страшно за први 2 недели од рекреативно вежбање 7 години. Ама збориме пијари од кога? Од 2016, о младост. 8 години не поминати пијари. Да. Ти си на 10 кила од нив, нема се бај човече, за 3 недели ќе ги скинеш сите. Ќе ги скинам, да. Сите пијари ќе ги скинеш после 8 години што си ка пауза. Да бе. Компетитив. Ми се врати само доерба како вау. Па можам, знаеш. Значи мускул памти, да испеглам. Главата е болна, уште си стои тоа болеста, така да добре, позитивна смисла. Може да иде у темниците. Леле, ти до прва пијари ќе правиш, човек. Stay tuned. Шо ми пушти пред некој ден бе снеч стотка? Да, 105 фейл, ама го имам. Не дека го имам. Ја поише тоа, ти се дивев него тој чучањот што ми го пушти. Ај джарковите беа страшно. Ама не е добра техника да таму сплит немам правено 100 години. Не, снечот стотка ми беше what the fuck, човек. Па 105 ти прати фейл, ама да влего, па нема. А де ама фейлот ти беше милиметар. Овде треба да бидам, не треба. Милиметар не ти се намести, да. Ама не, дека пред тоа ти ми праќаш 170 чучање. Бек, да. Викам, добра, окей. Не знам зашто не ме фасцинира тоа, валја дека ја имам 160 пијари, сега нормално дека ти ќе кренеш 170, ама 100-ката снечот ми е... И скват клин 140 успеав. Скват клин 140 има, 150 ме пијар. Близко. Джеркот го потврди, 140-140. Ова дури ми да ти кажам, тебе слаби ти биле пијарите. И па, ама за тоа време не беа слаби. Ама за тебе лично биле слаби? Да, ќе ги одувам, сигурно. За тебе лично звучи како тоа што си требал тогаш многу поише да правиш. Да. Ама да, види, не дека ти лежаше 8 години на кауч. Добро, ама имаш екскурзии, маратони, трейлови. Немаш застанато со тренинг, се не забај. Не дека одржавачки. Одржавачки. Да. Тоа ќе имам јас што да кажам и за брзина, нешто што исто сам на себе заклучив. Мене ако си ме прашал ти на 22 години, ако сум мал 200 на пример на стадион, моите најбрзи периоди у живот, дека ќе правам одреден тип на брзински тренинг на 41 година, тогаш ќе сум ти кажал, еле ич не пробуј, у болница ќе завршиш. У болница ќе завршиш и кичми, и задни ложи, и свети тачен ли си, што ти е ти? Јас сум 22 годишен студент, ќе ми 40 години, ти ќе умреш бе човек. Не бе, брат. Абе, 3 пати. 3 пати не забора мускул човек. Не забора. А знаеш што ми се деси? Сега, нормално не дека пукав пијар на 200-ка, тоа е друго. Ама пак. Ама брзинскиот елемент, тој fast twitch, тој бе тоа бе, не е тука. Форс, не би рекол снага, тој форс. Не знам како го преведам. Моќност. Така некако. Тоа е тука уште и мислам дека вреди многу ако пробаш да го одржуваш во по доцнежни години. А јас сега кога беше у четвртокот, петокот, среда, не знам. Петокот. Нагазуваме една вежба и
ми се враќа оноа, можам, екстра брзината ми се враќа полека. Се гушев првите 4 недели. Преживував, тешко не беше. Како на видеата на Белград Геймс. Прв пат осетив дека можам да го нападнам. Ми се врати за 1 месец. Леле, викам сега ако сме тука и викам како не беше сега Белград Геймс, уште финале ќе влезе да Не, таман си. Тамане да ме разгори, да ме шамара да ми го мавне. Сега и одморче ќе направиш околу нова година. 10, 15, 11 дена. Одлично. И после, више се знае, од 9... Лежање 10 дена? Па нема да можам. Ништо. Ако. Треба, ако ќе се вратиш да осетиш дека си изгубил малца форма. Добро. Ти кај му е крајот, човек, јуни. Да. Кај му е крајот. Полека бе 6 месеца, 3 пати геймски спремиш, не забавя. За месец. Ако сакам континуитет да има. Сакам да трае ова. Ја порано така сум правил 2-3 месеца, па оф еден, па не така не. Сакам константно да му дадам еднаш у животот, да му дадам фер шанса. Секој ден 2 сати, како пишува by the book. Чао, пријатно. И сега тоа ти е official resolution. Тоа ми е official resolution и таргетот е да се пријавам на Belgrade Games Elite со квалификации да влезам. Друг resolution на друго поле? Друг е благодарности, што го забушавам многу. Да не го кажа ти лани тоа? Можно е да го кажав. И ја го кажувам пак. Тој да не ти беше тој друг. И имам 3 пати или 4 запишано. Треба по 10 на ден. Да ги бараш, благодарен сум ногти што имам прсти, кожа, што сум жива. И како проаѓа времето, ги бараш поише, ги гледаш што си благодарен, устари ти се подобро е расположение и гледаш тоа. Дека не е се така лошо и црно. Кој perfect segue у мојот resolution за лани со молитвите, што после некое време корот на молитвата, са рипам малце, ќе објаснам како ми беше процесот, ама секоја кажа благодарности. Како резултатот од тие 10 минути кои што сум си ги посветил секој ден за молитва, резултатот од тоа, при крај на тие 10 минути, консистентно завршуваше со чувство на благодарност. Не некое конкретно најдено запишано. Чувство целокупно, некое енергија на благодарност за животот. Ама буквално, и сега дека моето е во контекст на молење, во прифаќање на Бог Креатор, такво благодарност, такво и покрај се што се случи овој ден, и покрај се што ќе се случи утре, и покрај се што се случува секаде, колку и со сила да барам сега да окривувам нешто и оправдувања, ја го завршувам со чувство на фала ти што постојам. Фала ти за животот што го имам. Ама не е благодарен сум си за животот. Не, како да има конкретно нешто на што на што му кажувам фала. И тоа беше резултатот од моето редовно молење сега, неколку чекори назад, како ми одеше процесот. Значи, тоа ми беше конкретен план за годината. И не дека тоа беше експеримент за 2024-та, тоа е нешто што ќе си продолжи сега. И сега нормално ја знам дека, кога ќе се каже молитва, се мисли на молитва. Таа или Оче наш што е, Исус што ја кажува на... Или пресвета. Или некоја си било која, дали од псалмите, дали која, да подразбира дека или читаш, или не имаш научено на памет, одредени стихови, ги цитираш. Ја пробав така. Ја сватив дека, бар тогаш, на почетокот, не ме ставаше у потребниот муд, потребното расположение, у кое што јас сум си мислел дека сакам да си бидам. И сега како тоа го објаснам?
пробам вака да го објаснам. И воопшто у животот, јас не сум, ова ќе звучи глупо, имаме подкаст, а ќе кажам дека не сум вербален комуникатор. Значи, ако разговарам со некој, многу мал дел од целокупната комуникација ми е вербалното кажаното. Јасно е. Со зборовите. Зборовите се tip of the iceberg. И така, тоа си го знам од секогаш за себе. Од секогаш за себе, разговарам со некој, имам интеракција со некој, не мора ни да е разговор, може нешто се прави важно за мене. Огромен дел од остварената размена на енергија, ја така го сваќам, ја така го доживувам. Ја и ти сега кога збориме, ја доживувам дека разминуваме енергија. 1% од тоа е со зборовите што сме ги кажале. Слично ми беше на почетокот, првите денови со молитвите. Аха. Као зборовиве што ги читам ја пластично, ми се тој 1% од некоја си размена на енергија што мислам дека треба да ја има. И тогаш го сватив како пречка, како не ми дава да си влезам ја во таа состојба на енергија. И си реков, окей, ај нема да читам молитви. И на почеток, молитвите, у наводници сега ќе кажа, молитвите ми беа, кога си легнував, едноставно, како да медитирав. Ама са не, затоа што знам и конкретно што е медитација и поише медитација, знам што е фокусот на различните техники на медитирање, знам што е фокус на mindfulness, знам што е сите тие ги знам и знам дека не го правев тоа. Така. Ама пак налик повеќе на такво нешто. Ама имав намерност во што сакав да постигнам, а тоа е да ја најдам таа енергија, таа состојба на мојот дух во тие 10 минути на комуникација со Бог. Тоа се трудев да го, чисто да си го најдам како чувство. И не знам, не можам поинаку да го напишам. И си го најде. Првите недели, јас си кажував и го правев, без исклучок, 10 минути траеше. Настапував со intention, со намера, да ја најдам енергијата во мене, која што ќе соодветствува на таа некоја си енергија на комуникација со Бог. И само за тоа што ја имав таа интенција, после некое време, се повеќе ја наоѓав. Не знам дали ќе звучи ова ко богохулие, ама до толку не е. Зашто богохулие? Еве зашто. Не е затоа што ова сме го кажале многу пати. Ја и ти сме спортисти во овој свет. Се гледам во таа спорта, во призма. Во таа призма, моето битие така функционира. Што значи ја и кога пробам да искомуницирам нешто, немам друг јазик да искористам освен тоа. Јазикот што сакам да го искористам е дека после некое време, кога се полесно ми беше да ја најдам таа енергија и состојба, ја тоа си го сватив како, го најдов мускулчето. Така. И го истренирав мускулчето. И ја после не ми требаше 10 минути. Ја легнував, си имам ритуалче, што правам пред да сегнам, легнувам, ја буквално у наредната секунда сум у тој мод. Мускулчето е тука, го знам, тука ми е. Истренирано е, тачно знам што да кликнам и тука сум. И јас сум во состојба на комуникација со нешто друго. И затоа е толку тешко за опис, ама толку многу димензии има на... Прво е на скромност. Второ е на во исто време и ништожност и севкупност. И ти си точка во универзумот и
безценето и безконечно жив life force. Да. Во исто време комуницираш со најдлабокото јас, кај што сваќаш дека не живееш ни идеално, ни перфектно, ни по доктрините кои што се трудиш да ги следиш, ама наоѓаш дека имаш искреност на намерата дека сакам да живеам. Да идеш на тој пат. Не ми е нечиста намерата. И сега, ја овие ги редам како да се поединечни нешта, ама таа состојба кога сум ја тие 10 минути кога ќе окликнам тој мускул, мене сето ми е наедна, се ми е уедно некако. Чувството. Не треба го интерпретираш да го кажеш. И без да го водам ја, тоа чувство секој пат си завршуваше во бесконечно фала. Ова е неизмерно богато е овоа што некој мене вака со ова семе направил, и нас сите, и се. И тоа беше неколку, повеќе 2-3 месеца. Тогаш, пак, како ми дојде, вајда тоа љубопитното е, ајде бе сега малце поише да си воведувам тие 10 минути. И сега да не забораваме, ја умеѓу време пат читам Apologetics, ја може трет пат ја фаќам Библијата. Паралелно на целава наша година и сите книги, јас сум постојано на оваа тема работам. Постојано, овие 10 минути се едно, ма ја утекот на денот обавезно фаќам Библија да читам, обавезно фаќаш медитација, обавезно. Кога си ти веќе таму скоро во се, си гледаш такви мотиви. Такви од ова за тоа зборува, ова за тоа зборува. И сега е подобро, ај сега да си се вратам ја кај што почна. Сигурно ја не сум најпаметниот да баталам. Сигурно има зашто стварно постојат напишани молитви. Дали е добро ова или не, ми улета апликација. Так. Да бидам искрен, имав одбивност кон тоа. Не ми се одвестуваат тие две работи. Апликацијава се вика Hello, као Halo, на? Така, да, као не Hello. Не такво Halo. Ама meditation/prayer апликацијата. Да, ми излегла на Instagram спонзорирани. На YouTube каталарди има реклами. Ово е Марк Уолберг, он ја го има оној има неколку селебрити и стварно не ми се одвестуваше. Воопшто не ми како да ми беше од тргање од тоа што ја веќе сум си го нашол. Ама има многу ствари на таа апликација и меѓу другото има со тајмер 10 минутни daily gospel of the day. Тоа ми беше перфектно, затоа што сакав да имам дневна пракса на бар отварање Библија, читање 5-6 реда и мислење на тоа што си го прочитал. At that point веќе ми беше многу јасно дека било кои 3 збора да ги прочиташ од Библијата, ти е материјал за 24 сата да мислиш. Бесконечен материјал. Затоа што више имав и контекст многу, и историски, и духовен, и доволно ми е вака едно обраќање, една реченица да прочитам, и тоа толку многу мислење и поенти има во тоа е невидено нешто. Ова беше тоа. И си го затера тоа до крај? Не скроз до крај. Ама, на што се сведе? На апликацијата го кликаш тоа, трае 10 минути. Телефонот го ставам у друга соба, да го слушам на многу тивко, не икам да имам електроники кај што спијам. Так. У друга соба ќе опуштам таман на тивко колку да што да чујам. И првите 2-3 минути е као, окей, диши, смири се, distractions, не мисли на тоа, расчисти си ги обврските у главата, 2-3 минути поминуваат на тоа.
окей, сега читам Матеја 7:12. Ке го читам 2 пати. Првиот пат само слушај, Јако. па ќе дадеме 1-2 минути на reflection и после уште еднаш ќе го прочитам истото, а чита некој со таков, знаеш. И има онаква нормално, нема. литургиска музика има во позадина, што многу почна ми се свиѓа. Многу помага на тоа ставање во таа енергија некако. И тоа си го воведов. После и тоа прилично многу траеше, као да речеме, па не знам, после 2-3 месеца го фатив тоа и едно 7-8 месеца беше тоа. Тоа не го правам, може би само месец-два. Сега последниот месец-два фатив пак да си отворам ја, да си прочитам и да си легнам. Така што тоа ми се... Да, ама ова е одлично како се проја низ процесот еден пат. Да. И ова многу ми се свигаш. И он ќе прочита една... Фактички тоа беше повеќе ако случајно ми се исподесиле ствари у денот, и јас сум си кажал дека сакам да си имам секој ден да си отворам Библија и не сум успеал у тоа, ете ти уште една, кај што ние не сме перфектни суштества, бар знам вечерта дека апликацијата ја постои. 10 минути пред да си легнам тука е. Така. Добар бекап. И ми беше прво, значи имам одбивност кон тоа, ама па реално веќе имам и навика аудио книги да читам и ова не беше ништо друго освен отвори, некој прочита и човек, затвори. Да. Литургиска музика, некој го чита тоа речениче од Библијата, ја чита еднаш, чита 2 пати, абе вака влагаш у таа, леле, стварно бе он кога го кажал тоа, мислел тоа, а не ти сугестира ништо апликација. Тоа ми се свигаше најмногу. Он го чита, ништо не ти кажува, тука Исус мислел да нема бе ти кој, а проба некој трет да ти интерпретира, тоа е негова интерпретација. Так. Не дека е лоша. Сите се правилни. Ама не е твоја. Ама не е твоја. Оти таа истата денес едно ќе ти каже, истата реченица утре друго ќе ти каже. Тој збор од таа реченица едно мисли сега, друго мисли задутре. Абе ти не знаеш колку пати у годината ја имам тотално секојдневна паушална мисла на главата, дали нешто ми е нерешено, дали тоа, леле, ова ми се случи, имам одлука, не знам што да правам, со животот така си тече. Рандом. By the way, нема ред во ова. Во апликацијава е рандом. Буквално рандом е, нема ред. Си го фативме сега Матеја и поред не, рандом. Денес Лука 7, утре Марко 14. Абе мислиш ко пратени? Деновиве тоа те замара главата. Оп. Он го чита, ти го воспримаш. Види, значи можам така тоа и оп. Проблем решен. Мене духот ми се искуми. Преубо. Топ. Така што, не знам, на тоа поле мене за 2025 ми е само да си продолжам. Со тоа што веќе... Не тоа, него за други резолушн за 25 беа пријава на ова, така? Да регистрирам трка. Морам да регистрирам така. Не па добро. Морам да регистрирам. А за подкастот New Year's Resolution ќе имаме membership. Сега за детали, тоа чекајте, у наредната година. Да. Јас сакам да додадам едно огромно фала прво до сите вас што не следите, ама и дека многу од вас низ годината лично ми имате пишано дај како некако да ве поддржиме повеќе. Аха. Стварно, иначе, имаат пишувано и на канал, и на Инстаграм. И браво, значи, мене дури ми е малце такво unreal ми е, што има одреден број на публика, што толку многу не следи, што сакаат и некако повеќе да не поддржат. И нормално, и самото гледање од било кој е поддршката, и братот е поддршката, и бество е поддршката, и вашето купување од братот, и вашето поддржување и на нашиве други пријатели на подкаст, се е тоа поддршка.
Ама ете, има дел од вас што сакате поише да подржите. И ние разгледувавме неколку опции со Жаре. Заклучивме дека ќе биде од едукативен карактер. Членството, прво техничкиот дел, дека има YouTube опција за членство. Значи, еден од најглупите преводи у историјата на јазикот е зборот англиски subscribe, на тие што имате македонски YouTube, што ви вика на дугмето предплати се. Не зима пари тоа. Тоа е тешка глупост. Subscribe е повеќе за члени се, а не предплати се. Арно, ама YouTube има опција што се вика join, кој што не знам како го преведува македонскиот. Приклучи се. Ќе биде приклучи се, а уствари таа опција ќе биде да се предплатите на каналот. Тоа е апдейтот што го најавивме и на последната епизода. Е дека за 2025 ќе ја вклучиме и таа опција што ја нуди YouTube, а тоа е покрај тоа што сте subscribe на каналот, да имате опција и да се приклучите како member, како член на таа група која што ќе има одредена сума на некаква парична подршка. И знам дека вие што сакате да го правите тоа и онака ќе го направите и без ништо, ама ние не сме тоа ако некако нешто плюс не дадеме за тоа. Мора додадена вредност. Така што сега за сега толку можеме да откриеме дека за 2025 ќе го уклучиме тоа како опција и ќе има додадена вредност. И ќе има додадена вредност. Ќе пробаме нешто плюс да креираме. Нема да биде стај ваков коментар емоджи додадената вредност за мембер само или први да ги дава коментарите. Него ќе има екстра епизода или и ќе си има контент. Екстра контент. Ние креираме содржина и ќе креираме нешто екстра содржина за тие што ќе бидат членови за членети на тоа. Тоа е тоа. И тоа очекуваме, значи рано во 2025 веќе да го видите како опција. Добро, и сега мене преака работа ми се пред некој месец. Тоест мене, за тебе ова ми пишаа дечки од Подржи домашно и од Фанкограм. Не знам колку си запознан. Тоа Подржи домашно го знам, а ова друго шо? Фанкограм се овие као мали, како се кажа, кукли, не се кукли, него статуетка. Аха. И ми пратија за тебе и тоа многу нереално. Ме се баш бе. Ми се, еве ти повели. Ова дечки кога ми пиша. Кога го сокри бе човек заедно довме навака. И па се паркирав побрзо. Еве отвори, не ти кажам од кој што е. Еве дечки искрена реакција. Џон Стоктон ли е? Oh my god. Дај да го видам, да го видов јас. Oh my god, чекај. Вика Томе, сака Џон Стоктон да ви пратиме за некој месец. И ја викам, пратите ми, ама ве молам некако пред нова година, да? Човек. За да ти изненадат. А има и писменце, шо е тоа? Човек, не ме се баје. Дај да го видам. Стариот или новиот адрес? Стоктон стариот, човече. Го гледам од позади. Леле. Чи сега кој е, што е ова? Фанкограм ги прават овие статуетки. И имаат Ово, све и свашта. Имаат направено? Се нарачуваат и у светов постојат. И имаат све и свашта. И наши некои се овие? И наши ми сконтактираа мене. За Томе сакаме Џон Стоктон да испратиме од наш алал. Да испратите, викам обавесно. Мислиш дека ќе му се свиѓа? Не да му се свиѓа, ќе се измоча гаки, викам. Не знам последен пат кога нешто ми има допрено волку, човече. Еве ги, Фанкограм. Фанкограм е ова, подржи домашно ми пишаме. Подржи домашно. Еве, дај го тоа да го подржат. Еве колку јако од првата сезона дека. О мај гад, не ми се верува Вау. И ова дали се вади или не се вади валја, така? Се става, да се извади, не се става физички. Да, такво е, са не знам дали сакам уопште кутијата да ја топрам. Дека има и вакво како луѓе го прават, не знам. Ама мислам дека си се вади, си го ставаш. Немам зборови. Behind the back? Не. Под нозе.
Низ нос. Signature. Rookie season ти ова. Еве го. Преак. Ликот И на делот. кој што ја мислам дека голем дел од мојот карактер е базиран. Чекај, пе книгата ти е тука, така? Тука е Стоктон, како не? Пе спушти ја Маркус, стаја Стоктон и врз него стаја? Готово. Ете си. Не можеле поголем, појак погодок. Стоктон. 2 месеца го чекаме. Ао, луѓе, ја за Стоктон имам посебен подкаст да правам колку многу овој лик ми значи. Стај си е така, Ништо, ајде. Аурелиус, доста беше ти горе. Идеме со Стоктон. Подржи локално, а не домашно. Локално, така? Месич. Па и што пишува? Локал? Да бе, да, локал. Еве. Здраво, Жаре. Јас сум голем фан на подкастот ваш и причината што пишам е сакам да дадем еден мал подарок и пажња. Томе е еден од малкуте Die Hard John Stockton фанови во светов, па со Фанкограм МК правевме муабет. Доколку се согласиш на подкаст да му даеш подарок од нас, Funko Pop фигура од John Stockton. Мислам дека многу би му го направиле меракот со тој подек и секако ќе извадиме добро клипче. Тоа сигурно ќе извадат. И ми ја праќа. Еве. И еден од ретките фанови. да, и ја пишувам здраво, готово, крај продадено. Нема гајле, кога ќе стигне тогаш ќе си кјутам јас, јако изненадување ќе биде со искрена реакција со сео, јас сум пишал. Ова у септември не се ни сеќавам. Фала ти брат, секој е добро, ги ме у контакт, фала и тебе, поздрав. И у понеделникот, у 12. Здраво, конечно стигна Џон Стоктон. Каде во кое време се најдеме и сме се договориле да се најдеме. Сега, значи, недела. Сега бе, пред понеделник. Па ајде да затвориме. Ајде. И еве, во тоа читање можеш да го ставиш слободно. Ки видам, ќе го измонтирам. Разговориме. Ама ајде да затвориме епизодата. Ајде. Така да, тоа е тоа крај на година. Успешна. Секаков тип беше годинава, од сите ми се агли, верува колку овакви, успешна. ама да. Фала до неверојатните гости, сите до еден. Буквално. Мене дури малце ми шанса што зборат. ни дада. Премногу, не знам, не кажувај дека толку ти е убав животот, ќе те урочи некој. Како да не? Не сум ја тоа, јас Глупости. од ден за ден стварно се поневеројатен е животов, што можеш да ненормално, фала до сите. Ова беше врвот. Фала, среќна нова година и кој сака мотивација за вежбање наредна година, имате документарецот за Belgrade Games. Ако не сте били на кроси такмичење, имаше таму зашто е убаво да отидете, што ќе ве мотивира и да не сте такмичари. А ова е кога да сте били и en ден сам од прва рука, од on the floor, убаво е, ќе се мотивирате, ќе сакате да вежбате и тоа е тоа. Фала ви уште една година, идеме on to the next one. Тоа е тоа. Ај, чао. Поздрав. БК15 кај братот Апарел, си имате 15% со нашиот код.